Една нова студија вели дека целта за запирање на глобалното затоплување, поставена со Парискиот климатски договор, може да биде премалку за да се спречи катастрофалниот пораст на температурата. Целта е просечната температура во светот да се задржи да се зголемува до 2 целзиусови степена, над она што беше пред индустриската револуција. Сега и овие 2 степена представуваат опасност. Во најновата студија, која заеднички беше спроведена од Австралискиот национален универзитет, Универзитетот во Копенхаген и други институти, се вели дека дури ако целта биде исполнета, други процеси, кои веќе се влошени од климатските промени, може да зголемат температурата на земјата за 4 до 5 степени. Станува збор за топењето на поларниот мраз и за метанот што се ослободува од дното на морето. Сето тоа со време ќе направи земјата непогодна за живеење. На краток рок, сцените како топлотните бранови, што моментално ја зафатија Европа, ќе станат многу почесто. Заедно со катастрофите што ги придржуваат. Реките ќе се изливаат, ураганите ќе пустошат, а нивото на морето ќе биде и 10 метри повисоко. И сето тоа до крајот на овој век. Дали ова би можело да е точката која ќе го смени мислењето? Претходно и Обединетите нации предупредија дека доброволното намалување на емисиите на стаклени гасови, договорено во Париз, можеби нема да биде доволно за да се постигне целта, дури ако владите ги задржат своите ветувања. Деновиве за време на посетата на Шведска за да го надгледа мултинационалниот тим кој се бори со тамошните шумски пожари, Христос Стилијанидес, еврокомесар за хуманитарна помош и управување со кризи, изјави дека е јасно и климатските промени се случуваат сега и тоа не е лажна вест. Now, in South Europe, as more or less always, we face a real problematic situation in Portugal and Spain. These two member states are on red alert, and it's more or less a little bit usual phenomenon in each summer, but it's not usual phenomenon to see the first forest fires of this summer in Sweden. So, for me, this is a real evidence about climate change. And climate change is here, is happening now, and is not fake news. This is my concrete answer towards Trump administration. Колку за подсетување, председателот Доналд Трамп целосно ги повлече Соединетите држави од Парискиот договор, бидејќи бил, како што оцени, неправеден за американските работници.